пари, но се вели, стручаците велат, за 4 години ќе се одделат скоро 3 милиарди евра за да се пополнува дупката за пензиите. Тие се народни пари. Тогаш ние на сите ќе кажеме линеарно, на сите ќе му даваме по 1000 денари, или 2000, или 3000 на секој 6 месеци. Ето тоа постои, тоа ќе кажеш добро, тоа е реално. И што е окей за мен. Но од друга страна, ако ти ја направиш минималната пензија повисока и одиш процентуално доаѓа од зголемување на стандардот, од цените и така натаму, бебе во Америка да речеме, тоа знам дека према индексо на зголемување инфлацијата. Ако инфлацијата ова година е 3%, толку се зголемуваат пензиите. Независно, таму, например, најголемата пензија е $6,000, најмалата е, пример, 1000 и нешто 2000, и се зголемува проценти. Така е во Америка. Но ние во Македонија можеме да го решиме тој проблем. Или да одиме со линеарно, но пак не смееш ти и да одиме со линеарно, да оставиш луѓе да се пензионираат со супер ниска пензија, што не може да живеат. Значи, не е тоа поклон. Тоа е државата, поготово кај нас во последни 30 години, имаме луѓе што биле стечајци, имале луѓе што не оствариле доволно, значи, да кажам, недоволно средства. Не оствариле години доволно за